Да, ај сега да видиме ова е во моментов Србија, Нови Сад, како се протестира, како се бара правда, како се бара одговорност од држава, така натака. Ја да видиме како е во Македонија. Ова е денес во општина Аеродром. Секоја чест за луѓето кои што се издезени, меѓутоа мислам дека овие луѓе не треба да се во толков број. Сепак има општина Аеродром 100.000 луѓе. Дали се работи за мрза, дали се работи за апатија, дали се работи за тоа, кидат нека протестираат, ја не можам денес. Ама вратариšte ќе продолжи да си гори, може сега ќе се изгасне, ама за 2 недели пак ќе гори, па после пак за 1 месец и така натака и така натака. И вие ќе се труете се до еден момент додека не ни текне дека треба да излеземе 10.000 луѓе на оваа раскрсница, за да сватат властите дека станува збор за сериозен проблем за луѓето, кој што предизвикува сериозен револт и сериозно незадоволство и дај да го средиме затоа што ќе изгубиме аеродром. До тој момент, се собрале. Уживај брат, не е проблем сега да го решаваме, гледаш нема многу народ. И така, Демотивирало. Мислам, веројатно ги демотивира и овие луѓе кои што сепак искочиле. Секоја чест за нив гледам има млади брачни парови со колички, има повозрасни, има со кучиња, луѓе кои што излегле. Стварно, општина Аеродром е една од можеби најголемите општини во цела држава. Општина Аеродром со години довербата најчесто ја дава на кандидатите на ВМРО да помене. Па од нив најмногу треба да очекувате и од нив треба најмногу да барате, затоа што сте им ја дале таа доверба со години. А со години истата таа општина Аеродром се труе у неподнослива миризба и у најкатастрофалниот квалитет на воздух у цело Скопје, кое што па има најкатастрофален квалитет на воздух во Македонија. Во текот на зимскиот период се наоѓаме на светски листи у топ 10.